Почитувани, општина Карпош свикува воодредна седница на која што Советот ќе расправа за состојбата на воздухот во град Скопје и посебно во општината Карпош. Сметаме дека ова што Скопје го издига на второ место по загаденост во светот, секако дека нас како одговорни чинителни не загрижува и ние мора да преземеме мерки, а во исто време и да апелираме до надлежните државни институции да преземат мерки кои што се во нивна надлежност како би се состојбата подобрила. Во изминативе 39 дена податоците јасно покажува дека од 39 дена, 35 дена количеството на концентрирани несуспендирани честички до 10 микрометри се над 12 пати од дозволеното. Натаму количината на азот диоксид во воздухот исто така е далеку над дозволеното. Покрај тоа податоците покажуваат дека најголем дел од загадувањата се во текот на работната недела, а она што е многу битно, сулфур диоксид веќе односно и не го мериме, што е исто така многу битен показател. Ние како општина му предлагаме на Советот да усвои заклучоци со кои што во мониторингот, односно во соопштувањето на резултатите ќе се инсистира многу повеќе, односно бараме да имаме увид во резултатите, но во исто време да се вклучи и невладиниот сектор и тие резултати секојдневно да се објавуваат на веб страната на општината Карпош. Од друга страна бараме исто така да се направи конкретен катастар на загадувачи, бараме од Министерството за внатрешни работи да донесе и владата да донесе одлука со која што сите оние возила кои што не исполнуваат минимум стандард Евро 3 да им се забрани движење, значи влез на такви возила во Скопје и движење, и тоа се на тешките товарни возила, значи на автобусите и лесните возила кои што не исполнуваат стандард Евро 3, затоа што тоа го покажуваат податоците дека најголемата загаденост имаме токму во делот на работната недела. Сите оние капацитети кои што го загадуваат градот и општината Карпош, а се во надлежност на инспектирање на градот Скопје и на владата на Република Македонија, значи дека треба да се побара или да го сменат режимот на нивното работење, односно на производство, или пак тие да прекинат со работа, зашто надоместокот за таквите штети нормално треба да ги сноси државата. Покрај тоа сметаме, отвараме телефонска линија на која што ќе бидат известени, ќе можат граѓаните да ги известуваат нашите инспекцијски служби за сите оние физички и правни лица кои што трошат како гориво гуми, прегорено масло, трошат јаглен или пак трошат нафта или мазут за кои што нивните горилници не исполнуваат соодветни стандарди за емисија на гасови во атмосферата. Покрај тоа сметаме дека треба овие податоци да ги соопштуваме секојдневно на нашата веб страна, но во исто време сметаме дека сите оние мониторинзи што се прават и контроли на територија на нашата општина, исто така треба нашите инспекцијски служби да се вклучат заедно со државните инспекции. Овде имаме слика јасна што се случува во ваква ситуација, значи што се случува, кои се последиците према граѓаните по нивното здравје, значи концентрацијата на овие несуспендирани честички и јаглениот диоксид предизвикуваат кисели дождови кои што еве гледате последици по граѓаните какви може да има. И затоа сметам дека ова прашање како битно да го расправаме и да донесеме соодветни заклучоци, и сметам дека исто така треба се влие на останатите институции во државата, но исто така и на граѓаните да поведеме сметка за ова работа.